Површини под вода, доволно храна и многу штркови. Ова била сликата никогаш во приградската штипска населба Стар Караорман. Повозрасните граѓани кои овде се цел живот сведочат за едно дамнешно, но според нив прекрасно време за паметење. Наречиси секоја куќа велат имаше гнездо со штрк, а ако има штрк, значи овде е и пролетта. Штркови имаше и денеска, но во многу помал број оти како што вели населението, нема со што да се хранат. Штрковите се многу добри птици. Децата мои леле, дедо стане, вика штрков дојде. Пролеće. Па имаш, напред имаш оти оризи беше. Сега нема што да се хранат. А напред тука надоле змии, жаби, то тев да ги гледаш. Ја тука сам одма до оризите бех кога се сеја оризите како море беше каде. А сега ој доа и канали нема и ништо, се запусти. Во текот на зимата заминуваат на југ, но секоја пролет се овде. Се враќаат си доаѓаат, вели нашиот соговорник, сведочејќи за време кога и неговите внуци едва и чекале да дојде некој штрк. Само доаат кога пукне пролет, тога кај 40 дојдат. А иначе одат, они одат, патували и по бродове, само да стигнат до Македонија. Тоа е многу паметно звер. Ја и горе има. И там горе има кај продавницата. Едно време имаше и на оваа куќа, па однемаѓа. А ние сме тука до реката и доваѓаш штрковете многу. Штрковите се од фамилија птици со долги нозе, долг врат и долг цврст клун. Тие се неми, не испуштаат гласови, а комуницираат со штракање на клунот. Многу видови се преселници. Повеќето од нив јадат жаби, риби, инсекти, црви, мали птици, мали цицачи. Има 16 видови штркови распределени во 6 рода. Поради крупното тело, а и големите крилја. При летање штрковите ги користат воздушните струења. Нивните гнезда се многу големи и може да се користат повеќе години. Гнездото може да биде и до 2 метра во пречник и околу 3 метра длабоко. Тие се моногамни, но не онака како што се мислело за нив порано. Можно е да го сменат партнерот по преселбата или да се селат без својот партнер. Нивното доживување како верни партнери потекнува од митологијата и културата, а не од реалниот живот.